Има реплика? Нема реплика, не е никој пријат. Еврообврзницата е незаконска и ќе уништи македонската економија, а каматите ќе ги уништат граѓаните, обвинија од неголемата опозицијска партија СДСМ. Повторно ги повикаа банките да не ја купуваат еврообврзницата. Одлуката за еврообврзница е криминална во моментот на изгласување, бидејќи ребалансот со кој се планира зголемување на сумата за странски задолжувања не беше ни предложен, односно доставен до собранието. Во реакцијата на владачката партија ВМРО-ДПМН се вели дека Зоран Заев со цел да ги сокрие неговите злоупотреби на државните пари, обвинува преку неговите партиски послушници. Срамната задача да го оттргне вниманието од криминалот на Заев овој пат му припадна на Кира Наумов, кој на сите интервјуа е прогласен за целосно некомпетентен и човек кој не разбира ни п од право. Зулфија Дили од движењето Унитети вели дека новата обврзница од 650 милиони евра ќе влоши економската состојба во Македонија. Во наредните 10 години само за овој долг ќе треба да платиме милијарда евра. Нивото на задолжување стигна до 6,7 милијарди евра, што ќе го намали кредитниот рейтинг на земјата. Партиите Фродем и Либерална демократска партија исто така се против овој чекор на владата. ЛДП го прозва лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски дека со овие 650 милиони евра ќе се продлабочи политичката криза во земјата. Од Фродем вела дека за владата не е важна иднината на новите генерации, туку дека за нив е важно само да се бранат самите себе си. Левици излезе соопштение дека доколку дојдат на власт, нема да ги плаќаат каматите од сегашниот долг. По сите овие реакции, Министерството за финансии излезе со став дека еврообврзницата се издавала согласно законот за јавен долг.